на секретаријатот на владата заедно во соработка со Министерството за животна средина донесе програма за аерозагадувањето во Македонија и воопшто во нашата општина, каде што имаше објава за конкурирање по два основи, и тоа едниот основ беше промовирање на мерки за енергетска ефикасност и другата мерка беше за опрема и машини кои што требаат да бидат во склоп на подобрување на животната средина во општините. По првиот оглас, општината аплицираше за правење на котлара во гимназијата Мирчалцев во Прилеп, каде што се добија средства од околу 5.400.000 денари и 13 инвертор системи во средното училиште Орде Чопела и Ѓорче Петров и во детската градинка Наша иднина. Вториот проект беше за енергетска ефикасност, каде што добивме околу 3,5 милиони денари, каде што беа направени промената до грамата и столаријата во домот за старелица Киро Крстевски Платник и во некои од детските градинки. Исто така се добијат и 7 почистувачи на воздух во детските градинки во Прилеп, каде што сето тоа заедно го промовиравме како подобрување на животната средина во институциите и за граѓаните во нашата општина. Ќе продолжиме во таа смисла и понатаму да се грижиме за животната средина во нашиот град. Како што знаете, минатата година ги употребивме и пуштивме во употреба 4 екоавтобуси на природен газ, метан, кои што вистински се благодет за граѓаните во нашата општина. А во оваа прилика сакам да нагласам дека за оваа година, за 2020 година, Советот на општина Прилеп оддели 6 милиони денари точно за подобрување за екологијата, тоест за подобрување на животна средина во нашата општина. Имено 4 милиони денари се одделени за субвенционирање на инвертор системи за околу 400 семејства, каде што општината ќе субвенционира по 10.000 денари на еден инвертор систем и 2 милиони денари ќе се употребат за субвенционирање на велосипеди за нашите граѓани во нашиот град. Тоа покажува дека се грижиме за животната средина во нашата општина и во текст се одредувањето на критериумите за граѓаните што треба да ги добијат овие субвенции. Значи, 6 пробни станици, имената станица што беше поставена на општината пред една година отприлика, се во функција. Ние во овој момент ги мериме сите параметри и на тие 6 станици и на станицата што беше поставена од ректоратот на Штипскиот универзитет, така да правиме паралела сега, значи почнувајќи до 6 месец оваа година, тие како пилот проект, тие мерни станици, ќе видиме како ќе биде нивната, дали задоволуваат со нивните критериуми и параметри што ги имаат, а тоа во склоп со Министерството за животна средина ќе донесеме заеднички заклучок и решение дали се тие добри или не се добри, за да можеме да сакаме да ги употребиме или да ги купиме или така натаму, ќе знаеме за што станува збор, дали се тие адекватни, соодветни или ги задоволуваат основните критериуми за мерење на амбиенталниот воздух.